Меѓутоа, лицемерно е денеска овде двајца колеги, кои во 2013-2012 година декември не гледа и плеска, додека колегите ги влечат за раце и нозе од оваа сала, денеска да ни зборуваат за насилни сценарија. Насилните сценарија во Македонија се минато, затоа што ова ВМРО ДПМН е минато. И затоа наместо да плашите луѓе, наместо да си ги плашите собствените колеги, повеќе читање на деловникот. Бидејќи сите тврдат дека единствената шанса за менување на редоследот била кога се одлучува за дневниот ред, ќе ве потсетам дека за тоа постои посебен член во деловникот, членот 77. Членот 77. Во членот 78, за ваша жал, стои дека во текот на седницата точките на дневен ред по редослед може да се променат. Што значи тоа? Еве да преведам уште еднаш. Тоа значи дека овие пријавени за дискусија нема да го изгубат правото за дискусија. Тоа значи дека овие пријавени за реплика нема да го изгубат правото на реплика. Што ќе изгубите? Со тек на време само власта ќе изгубите. И тоа е единствената причина за која реагирате. И како што гледате, колеги, вие дофрлате, ама ние од левава страна не плачеме. Знаете зошто? Затоа што ако плачевме, Македонија се уште ќе лелекаше под дискусијата, под вашиот терор и под вашите притисоци. И на крај, бидејќи тезата на господинот Милошовски беше дека нешто било подпишано и заверено надвор во државата и затоа било брзањево, 20 дена брзаме, Боже, не е точно. Значи, еве го документот за кој вашата влада плати два пати по 100.000 евра, 200.000 евра. Еве го документот на страна 7, усвојување на нов сеопфатен закон за јазиците. Меѓутоа, не завршува само на 7. На страна 48, ако не се лажам, 48, замислете, промена на преамбулата на Уставот. Вашата влада ја платила. Сеопфатна дебата за националните символи. Затоа, почитувани граѓани, се ова што го слушате е со една и единствена цел – трансфер на власт да нема. ДПМН да владее вечно, иако ја изгуби довербата на граѓаните. Благодарам.